Еве сме во студиото на Македонија денес. Секако се враќаме повторно со уште една доста значајна тема за разговор која што ќе ја водиме во нашето студио, во кое што ќе може да земете подеднакво исто и вие учество преку телефонските линии. Во денешното издание пријателите на Македонија денес, докторите од Санте Плюс Хоспитал, и секако една тема од областа на стоматологијата. Секогаш е добро да имаме здрави, негувани заби, убава насмевка и редовно да одиме на прегледи и контроли, секако да ги решаваме проблемите кога ќе се појават, нели? Пред да се појават, можеби е најдобро да интервенираме и да превенираме, но како и да е, тука се докторите од Санте Плюс да ги дадат одговорите на прашањата кои што можеби ги имате и вие, имате некои дилеми во однос на негата на вашите заби, ќе се вклучиме секако по рекламите повторно во студиото за да представиме темата и секако нашиот денешен соговорник во студиото. Хедис наградува. Нов липс полн со изненадувања. Отвори и доби една од вредните награди. 3 награди од 30.000 денари, 30 награди од 10.000 денари, 600 награди од 1000 денари, 1500 награди од 500 денари и 15.000 гратис флипсови. Грицкај, забавувај се и пробај си ја среќата. Хедис вреди. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, промоснукалки и многу други награди. На здравје кафе со Елит кафе. Има едни очи многу добри, соншто барат низ животен брак. Галет кажа развил крилја мојата душа, а та да слуша. Слушни плаче, галет ми. Стотици деца живеат во институции чекајќи семејство. Дали имате љубов за давање? Отворете ги срцето и вашиот дом за некој од нив. Станете згрижувач. Јавете се на 15 133. На секое дете му треба семејство. Под врвовите на планината Кожув извира горска, природна, недопрена, кристално чиста вода, извор на убавина, енергија, среќа, баланс, здравје. Во ритам со природата. Специјална едиција на горска вода. Во ортопедската хирургија сме препознатливи по употреба на најсовремени методи кои го забрзуваат оздравувањето дури и кај пациенти со потешки дијагнози. Врвните ортопеди се специјализирани за рутинска изведба и на артроскопски процедури и минимално инвазивно решавање на проблемите на работниот стол. Ние сме Жан Митрев клиник. Матуранти, ви го представуваме нашиот најнов модел на стипендирање. Сега можете да освоите стипендија заедно со вашиот најдобар пријател и да студирате заедно. Интелектуалната игра Державин ви овозможува да освоите тандем стипендија на забавен, креативен и необичен начин. Организатор на играта е Меѓународен славјански универзитет Гаврило Романовиќ Державин, а истата ќе се одржи во Свети Николе и Битола на 21 и 28 април. Превозот за сите пријавени кандидати ќе биде бесплатен. Пријавете се онлайн на msu.edu.mk /Державин. Зодекс чај е наменет за олеснување на проблемите предизвикани од инфекција на уринарниот тракт и простатата или присуство на камења и песок во бубрезите, мочниот меур или жолчката. Ги ублажува грчевите и болките и делува на смалување на телесната температура, така што целиот процес се одвива прилично безболно. Поради благопријатните и корисни ефекти на целокупната работа на уринарниот тракт, Зодекс чајот може да го користат и потполно здрави лица. Еве сме во студиото на Македонија денес. Ви благодарам што сте се уште со нас заедно да ја проследиме заеднички и нашата последна тема и разговорот кој што ќе го водиме во студиото. Секако во денешното издание гостуваат нашите пријатели Санте Плюс Хоспитал, овој пат од одделот за стоматологија. Доктор Зоран Шушах, специјалист по орална хирургија, е наш денешен соговорник. Зоран, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдовме. Еве денеска повторно да посветиме малку тема на оралното здравје, на стоматологијата и секако оние најчести стоматологски
стоматолошки заболувања кои што може да се сретнат. Верувам дека е доста широка и опфатна тема, па ќе имаме можност секако да дадеме повеќе насоки во однос на тоа што све се случува, каде све треба да превенираме. Вака сега, значи заболувањата на тврдите забни ткива во Македонија, на жалост, во последните години се во нагорна фаза. И покрај тоа што институциите на системот превзедоја доста иницијативи, дали е тоа до се уште ниската култура на населението кога станува збор за оралното здравје, проблемите се уште доста високи. На жалост, епидемиологијата е доста висока и самата превенција, да кажам, која што треба да почне да се работи, треба да биде на доста висок степен. Да, постои ли можеби регистар во Македонија околу тоа кои се најчестите стоматолошки заболувања и проблеми со кои што се соочува? Значи, на жалост, се уште, да кажам, епидемиолошки, покрај тоа што сме, да кажам, 27 години независни, да кажам, 27 години државата има институции кои што треба да се занимаваат со тој проблем, се уште нема направено таква епидемиолошка анализа во која што точно и екзактно ќе бидат покажани некои податоци кои што и нас на докторите од една страна, од друга страна и на пациентите ќе ни бидат полезни. Да. Во секој случај, она што е најважно и што вие сакате да го постигнете е свеста која што треба да се подигне кај населението, како што и кажавте вие, најважно е луѓето да ја побараат помошта. Секако тука е науката која што ги третира стоматолошките заболувања и постојано сме во текст со некои новитети кои што и вие како клиника ги следите во однос на решавањето на оралните проблеми. Превенцијата, пак да повтораме, најбитна. Значи, превенцијата треба да започне уште од најмали нозе, тоа е самите родители. Треба уште со самото изникнување на првото запче кај детето да почнат да го третираат од аспект на орална хигиена. А доаѓаат ли со првото запче? Не. Доаѓаат, значи, пациенти кои што се со... Најчесто пациентите кои што доаѓаат кај нас се со мешана дентиција, тоест временски период помеѓу 5-та, 6-та, 7-та година и резултатите кои што ние ги гледаме се поразувачки. Поради фактот што голем дел и од млечното забало, а да кажам и од постојаното забало, веќе на првата посета на стоматолог е во очајна состојба. Што значи дека сме далеку од она што вие апелирате да бидеме како здрава орална нација? Да, далеку сме од европските стандарди. Кои се советите кои што вие ги испраќате за зачувување на здраво непце? Значи, прво и основно, да кажам, најбитно од се е редовните стоматолошки прегледи. Во минатото системот беше поставен така да во секој училиште, во секое село, во секоја фабрика поголема, да кажем, постоја стоматолошки амбуланти. Тој систем функционираше. Во денешно време, со самите реформи кои што следуваат, да кажем, тој систем се наруши и сега дали од една страна лошата финансиска состојба на населението, дали од друга страна лошата информираност, од трета страна ниското ниво на здравствена култура и особено орална култура, резултатите се такви какви што се. Очајни во секој случај. Треба да се направат промени. Кои се советите кои треба да ги добијат пациентите, секако со цел да превенираат за заболувањата на тврдите забни ткива? Значи, како што кажавме, прво и основно редовна контрола на стоматолог. Тоа значи еднаш барем во годината, стандардите европски зборуваат еднаш на 6 месеци, но барем еднаш во годината да се посети матичниот стоматолог или стоматологот во кој што пациентот има доверба. А секојдневната нега? Колку тука се заборава? Секојдневната нега, да кажем, и тие стандарди се ниски се уште. И покрај тоа што сега одредени компании, фирми одат и по телевизиите со реклами, се рекламираат, да кажем, 100 вида на четки, на пасти за заби, на тоалетни води за уста и така натаму и така натаму. Но се уште сите тие работи од страна на пациентите не се доволно прифатени. Да кажем, прво и основно
четкањето на зъбите е најбитниот момент за добра насмевка и за добра орална хигиена и добра орална култура, да кажем. Прво и основно е тоа. Кај нас имаме пациенти кои што доаѓаат и кажуваат еднаш на 2 дена, на 3 дена, кога имам време, кога ќе се разбудам и така натаму и така натаму. Да, а сето тоа допринесува за влошување на целата устна шуплина и јавување на многу проблеми, што со губење на зъбите, што со проблеми со непцата. Кои се проблемите кои што може да произлезат од нередовната хигиена на зъбот? Од нередовната хигиена први основен проблем е кариесот. Втори основен проблем кој што следува после кариесот се пулпитните заболувања и на крајот екстракцијата на зъби. Кога ние дискутираме со нашите пациенти, ги советуваме прво и основно кај нас, пошто финансискиот проблем го имаме се уште во државата на сите полиња, првиот совет ни е дека превенцијата, редовните прегледи, поправката на минималните дефекти се најефтина варијанта. Да. Значи, друго е еднаш на 1 година или на 2 години да се поправи 1, 2 или 3 зъби и да се помини со некоја, да кажам, банална сума на финансиски средства, за разлика од тоа доаѓаат пациенти кои што 10-15 години не биле на стоматолог, кај кои што ситуацијата е, благо кажана, очајна, и од друга страна, финансискиот момент за да се поправи таа ситуација, тие пациенти едноставно не можат да го издржат. А секојдневно секако се соочуваме со проблеми со здравието, со здравствени проблеми. Може би итаме да решиме некои други работи, забораваме на проблемите со зъбите. Доаѓа момент кога веројатно поради нашето невнимание и негрижа може да дојде до целосно губење на зъбите. Не само тоа, него сега постојат многу научни испитувања кои што докажуваат директна поврзаност на многу системски заболувања како последица на лошата орална хигиена и како последица на лошото орално здравје. Значи, последните податоци покажуваат директна корелација помеѓу пародонтолошките заболувања и атеросклеротичните промени, да кажем, на крвоносните садови. Да. Во секој случај ние тука ќе ги поттикнеме и гледачите кои што го следат нашиот разговор, доколку имате некое прашање поврзано е со вашето орално здравје, стоматолошки заболувања и сето она што во секој случај ве измачува, сакате да го решите, може да го добиете одговорот од нашиот денешен соговорник, доктор Зоран Шушак, орален хирург од Санте Плюс Хоспитал, секако да го посетите и да го решите вашиот проблем со зъбите. Секако треба да чуваме таа убава насмевка, здрава насмевка. Често пати ја слушаме и холивудската насмевка како нешто кое што посебно го сакаат младите. Што всушност представува холивудската насмевка? Дали е некоја реалност кон која што треба да итаме, дали е нешто што секако може да допринесе ние подобро да се чувствуваме од една страна, а од друга страна дали самото тоа значи дека можеби влошуваме некоја добра здрава состојба на зъбите за да ги замениме со можеби порцелански зъби, вештачки зъби? Значи, по принцип, општо функцијата на зъбите е тројна. Тоест, од една страна е естетска, од друга страна е фонетична, од трета страна е функционална. Нажалост, во последно време, голем дел од пациентите ги пренебрегнуваат другите две функции, тоест функционалната и фонетичната, и се ориентирани директно према естетиката. Так. Како да кажам, постојат две школи, европска и америчка школа. Америчката школа го форсира моментот на Hollywood Smile, тоест од една страна бенефитот кој што го добиваат пациентите е чисто естетски. Во тој случај сите зъби треба да бидат во, да кажем, идеална форма, во идеална големина и во идеална боја, која што најчесто е најбелата можна боја што постои, и во која што пациентите чувствуваат, да кажам, некоја психолошка релаксација од една страна, од друга страна некое повисоко ниво на самочувство. Ние предлагаме, да кажам, во одредени ситуации промена на форма, на големина и на боја на зъбите, но не секогаш. Поради фактот што секоја протетска надокнада има, да кажем, рок на траење. Значи, на 7 до 10 години
треба да се промени. Тоа е прва работа. Втората работа е што не секој пациент на ист начин би можел да ја носи таа конструкција. Третата работа и најглавна е што се помлади пациенти тргнуваат према врвна естетика, од една страна, од друга страна се губи природното ниво и природните и здравите заби се носат во ситуација да бидат истругани со цел да се постават некои вештачки надокнади кои што би дале некој подобар естетски момент. Моментно секако убава насмевка која што ете можеби на еден начин ќе ја потикне самодовербата и ќе се чувствуваат пациентите подобро, но како што кажавте вие самите има и други недостатоци кои што можеби подоцна ќе ги почувствуваат. Самите пациенти кај нас проблемот што мислат дека кога би направиле, да кажем, некоја си таква голема корекција или поставување на многу импланти, или поставување на многу фасетки, или поставување на многу коронки мостови, мислат дека таа работа е постојана, да кажем, за секогаш. Да. Тука имаме двајца гледачи веќе на линија кои што не очекуваат да се вклучат во разговорот. Велиме добар ден за првиот. Кој ни се јавува? Дали се слушаме? Повелете, во програма сте. Да, ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Сакам да прашам нешто на докторот. Имам израсток на долната ушна во големина на граф, помалку од граф. Ми случи пред 4 години кога си ја гризнав ушната и стално си стои така. Дали може да се отстрани без испитување? Ви благодариме многу за јавувањето. Тука ќе го вклучиме и следниот гледач ако не е проблем, па потоа ќе одговориме и на вашата. Не, се прекинала следната линија. Прашањето дали може да се отстрани без? Беше без видување? Да, без контрол. Не, значи во никој случај не би препорачал таква работа. Сами да интервенираат. Да, поради фактот што не знаеме за каков оток, за каква формација станува збор. Така да најдобро пациентката да го посети својот матичен стоматолог, кој што доколку, да кажем, не може тој да го реши проблемот, би ја препратил на специјалист по орална или по максилофацијална хирургија. Дека имаме доволно стоматолошки ординации низ Републиката, имаме. Веројатно покрај секој дом има во близина, ако не е на километар, на 2 километри, на 3 најблиска стоматолошка ординација и повторно луѓето не се одлучуваат на контроли и на посети. Што е тоа што го прави народот да толку бега далеко од стоматологот, кога навистина имаат проблем? Овие тука што ги зборувавме сега со естетиката, немаат проблем од, како велите, од готово вересија можеби прават. Значи, од една страна точно е тоа дека има многу стоматолошки амбуланти, хиперпродукцијата на кадар е на лице, тоест се гледа на секаде, по секоја улица, во сите градови и села, да кажем, има многу стоматолошки амбуланти. Тоа е од една страна. Од друга страна, културата на народот се уште не е на толку високо ниво, на жалост, со цел да тргнат, да кажем, по редовните профилактични прегледи. Значи, кај нас така сме можеби скроени, да кажем, и од женската страна и од машката страна, значи самите пациенти, самите луѓе побрзо одат на козметичар, побрзо одат за тоа има време на други места, да, и за тоа има и пари, за разлика од тоа кога ќе се стигне до стоматологот, тука веќе се нема ни време, се нема ни пари. Фрустрацијата на колегите е многу голема на тоа поле и секојдневно е изразена. Тука ќе остапиме простор за гледачите кои што не очекуваат на линија. Го вклучуваме првиот. Добар ден. Пред малце на телефон. Повелете? Сакам да го дополнам моето кажување. Не ми е оток, него гранула е. Вака потврдо е месото и денеска имам закажано во 3 да го отстранат и затоа сега прашував дали да одам без да си испита. Без да си испита каков состав е. Без да се испита дали... Да, па по принцип некои си хируршки стандарди се секоја таква формација која што се вади да се пушти на некој патохистолошко испитување, освен ако самиот хирург точно не ја диагностицира при самото вадење. При самото вадење точно не ја диагностицира промената, пошто некои промени
кои што се бенигнени, ние самите директно ги диагностицираме и нема потреба од некои дополнителни патохистолошки испитувања, се со цел од една страна и да се заштеди пациентот, а од друга страна и нема потреба да се чека додека се чекаат и резултати, сите тие работи. Во секој случај таа денеска ќе замине да го извади сето тоа. Да. И потоа доколку има потреба, верувам дека со самиот ваш доктор ќе ги реализирате сите тие потребни понатаму испитувања. Тука ќе го вклучиме и нашиот следен гледач. Добар ден, за кого? Добар ден. Повелете во програма, сте, ве слушаме. Се овам од Скопје, поздрав до докторот и до вас. Ви благодариме. Пред да поставам прашање, моментално имам една голема мака, сакам само ова да кажам, дека забите ми се сите под навлаки, мислам, на мостови и све. Кога се во прашање хигиената, значи редовна хигиена со сите можни совети на доктор, редовна посета, ева сега веќе еднаш на 6 месеци, имам еден друг проблем голем, што низ непцата, низ мекото ткиво, сега почна и на јазикот, и дури на кај грлото, и да се појавуваат ситни како аптички некои кои предизвикуваат страшна болка, и сите заби дури од тоа ме болат од непцата што се такви, на мекото ткиво. Што да преземам? Пробав со хексорал ми дадоа, пробав со некоја грчка таму гел да мачкам, ништо не ми помага, пуките се страшни. Ви благодариме многу за тоа што предизвикува ова и како да си најдам помош. Ви благодариме за јавувањето, доктор Шушак. Значи по принцип пациентката тоа што го кажува, станува збор за некој автозен стоматит кој што се појавува од време на време. Најчест етиологичен фактор за возникнување на едно такво заболување прво хроничниот стрес, а од друга страна е и најверојатно проблем со имуниот систем. Значи може би треба тука системски да се делува, а не локално. Се надам дека гледачката е задоволна од одговорот и ќе ја побара потребната помош и совет околу понатамошно третирање на овој проблем, а ние одиме понатаму со нашиот следен гледач. Добар ден, за кого? Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се јавувам од Прилеп. Сакам да го прашам докторот, значи имам многу проблематични заби. Значи буквално секој заб што бил расипан, може би не баш на време, али ми бил направен. Сега, под мене, под секоја пломба, да речеме, мене ми се развива некој процес во внатре и мислам тоа нормално не можам јас да го видам или да го почувствувам со јазик, да речеме, ама откако ќе ми падне мене пломбата, јас одам на стоматолог нормално и стоматологот вика, значи за овој зап веќе е касно. И сега, значи, сум дојдена во ситуација кај што не можам да бирам, значи морам таа естетска хирургија, еве докторов што ја нарекува, да ја применам за да нормално имам заби, пошто сум релативно млада. Така. Например, како би, не знам, како би се објаснило овој мој проблем со забиве. Ви благодарам многу за јавувањето. Еве во овој случај со гледачката која што... Значи од една страна кога де факто на лице имаме естетски проблем, кога имаме, да кажам, проблеми со големи кариозни лези, со доста расипани заби или со заби кои што не постојат, тоа се извадени веќе, во тој случај да. Значи секој колега, секој доктор, па и ние од Санте Плюс нудиме, да кажам, естетски солуции или протетски солуции на решавање на проблемите. А од друга страна, пациентката вели дека може би не навремено. Тука би следело контрапрашање зошто, пример, не навремено биле поправани забите од една страна, а од друга страна секундарниот кариес кој што се појавува и под пломбата е факт. Тој може да биде пренебрегнат на повеќе начини, но тоа е во областа на колегите кои што работат со дадениот пациент. Да. Во однос еве ќе се вратиме повторно на таа естетска хирургија. Споменавте тука дека веќе во оваков случај значи е оправдана. Постојат ли етички можеби правила кај вас докторите кога ќе дојде одреден пациент со релативно здрави заби и ќе побара естетска корекција и промена? Ако досега пример ги критикувавме пациентите од една страна дека не навремено
делуваат со цел подобрување на оралното здравје. Од друга страна, време малци и ние да се искритикуваме, тоа е се помалце и помалце етиката во нашата професија постои. Се гледа само за работувачката, Се гледа веројатно? за работувачката, стоматологијата не само во Македонија, него и во цела Европа и во цел свет е доходовен бизнис, а главните средства, да кажем, се во фазата на естетиката. Од таа страна многу колеги ги пренебрегнуваат другите, да кажем, патологии на забите, директно се оди према естетиката, директно се оди према поставување на фасетки, поставување на коронки, поставување на импланти, и кај што треба и кај што не треба. Добро, да се кажем. информираат ли тука пациентите за тоа што може да следува после неколку години, откако веќе ќе бидат ставени Значи, овие? тоа е на индивидуално ниво. Значи, ние како клиника, кога самиот пациент ќе дојде кај нас, му се објаснуваат сите можности, сите ситуации. И му се дава, да кажам, правото на него да одлучи за себе. Но во секој случај, прво и основно, треба пациентот да биде информиран, поради фактот што од друга страна доаѓаат пациенти кои што ќе постават импланти и викаат: да, докторот ми кажа, мене е доживотно. Доживотно во стоматологијата и во медицината не постои. Или кога ќе дојдат, ќе кажат: да, јас направив толку фасетки, толку коронки, ставив најскапи материјали, потрошив толку и толку пари и сега за 3 години, 4 имам проблем, а ми беше даена гаранција 15 години или 20 години. Да. Во секој случај, ние тука ќе го вклучиме нашиот следен гледач кој што не очекува на линија. Добар ден, за кого? Добар ден. Повелете во програма се да го чуеме вашето прашање до доктор Зоран Шушак. Двојца се јавувам од еднаска. Повелете? Јас се јавувам на устата, имам од праната тука. Добро. Като излегнено малку така, като ти речеш като црсце, а бело ми е, а кораво стое. На крај на устата на тоа. А што може да ми биде тоа? Дали досега сте посетиле можеби стоматолог за овој ваш проблем? Беше на него, нели? Она вика да идеш на хирургија, нели? Така, ви благодарам за јавувањето. Дали може би вака нешто... Чим го посетила свој матичен или свој личен стоматолог, чим колегата дал насоки за посета на хирург, пациентите мора да ги почитуваат насоките дадени од колегата. И да не се чека долго време, веројатно, за тоа Да што... не се чека заради тоа што кај нас најчесто пациентите доаѓаат во терминална фаза. Значи, тој бил пред година 2 на матичниот стоматолог или на личниот, се е објаснето како што треба, но однемање на време или од немарност се стигнуваат во терминална фаза. Од една страна и за забалото, од друга страна и за некои вакви посериозни можеби проблеми. Колку во образованието е вклучено оралното здравје и заштитата на оралното здравје? Дали е доволно за да децата уште од најмала возраст навикнат на соодветна превенција, заштита и нега? Јас мислам дека никогаш не е доволно и никогаш нема да биде доволно, поради фактот што на таа работа секогаш мора да се работи се повеќе и повеќе. Вие во Санте Плюс работите подеднакво исто и со млади пациенти, повозрастни пациенти. Кога најчесто доаѓаат луѓето кај вас? Значи, кај нас, да кажам, бројот на пациенти од помлада возраст е помал, за разлика од тоа да пациентите кои што се повозрастни се повеќе на број. Затоа што додека се мали, нели супер здрави се забите, не треба преглед. А тоа е грешка која што ја прават пациентите кои што родителите. доаѓаат кај нас се во, да кажам, во терминална фаза, значи со загуба на многу заби, со сериозни проблеми, дали поради тежината, да кажам, на клиниката или поради одредени други услови, ние претежно се занимаваме со посериозни и поголеми случаи. Доколку направиме споредба во однос на забити и состојбата која што македонските пациенти ја имаат кога станува збор за здравје, оралното здравје, каква е состојбата со луѓето надвор од границите на Македонија, европските земји, со кои проблеми тие таму најчесто се соочуваат, вашите колеги? Значи, од една страна, кога ќе дојдат пациенти од Швајцарија, од Шведска, кои што се таму, да кажем, децата пораснати, ние гледаме фасцинирани сме од начинот на размислување нивно, од начинот
на орална хигиена која што ја имаат и од тоа да пример 18, 20, 25 годишно дете нема ниту еден кариес во уста. Тоа е навистина убава слика и да се надеваме дека наскоро и кај нас ќе биде таква состојба така и пациентите. Ние тука ќе го вклучиме нашиот следен гледач кој што не очекува на линија. Добар ден, за кого? Дали се слушаме? Ало? Да, повелете, во програма сте. Видите, се јавувам од Битола. Повелете? Докторцето ми е наше комшице. Многу поздрав. И најумилен доктор ми е и во градот и во зградата. Малку далеко вие сега од Битола? Сега малку далеко не е, ама секој сабота недела си го гледаме тука. Поздрав многу, тетка Велика на телефон. Имате некое прашање или се? Видите, го прашам докторчето. Дали може, колку време може да се носат тотална вилици имам јаска тотална. Колку години можам да ги носам тие вилици? Ви благодариме многу за поздравот и за јавувањето. Поздрав до цела Битола. Колку долго може да се носи тотална протеза? Значи, по принцип, тоталната протеза кај нас многу погрешно се разбира. Некој мисли дека еднаш кој ќе ја направи готово, но реалноста не е таква. Значи, на 5 до 7 години треба да биде променета самата тотална протеза. Иако може би не чувствуваат некоја да, или во случај кога, значи, пациентите кои што носат тотални протези, ако нагло се поправи или ако нагло ослаби, тука веќе има проблем со стабилизацијата на протезата, тогаш треба да се делува однов. Она што сакам тука некаде кон самиот крај на разговорот да ве запрашаме е односот на цигарите и оралното здравје. Поголемиот дел од населението во Македонија се страстни пушачи на цигари, на начин на кој што го загрозуваат целокупното свое здравје. Колку страдаат забите од цигарите? Значи не само забите, него и меките ткива, значи страдаат од, да кажем, од никотинот и од останатите состојки кои што ги има, да кажем, во цигарите. Од една страна наблюдуваме потемнување на забите, на тврдите забни ткива, од друга страна самото непце добива ливидна боја и од трета страна веќе се докажани некои си промени на микрокрвоносните садови кои што се во меките ткива како последица на пушењето. Значи, за некоја си средна или прифатлива, иако во една дискусија со еден познат кардиолог скоро време кажа тој дека нема прифатлива цифра на испушени цигари, дека некоја последна анализа во Велика Британија била правена и со само една испушена цигара во текот на денот, дека е штетна. Некоја си прифатлива од наша страна или од некое наше искуство е 7 до 10 цигари. Најдобро би било воопшто најдобро е, не и секако не само забите, туку така ќе се заштити целокупното здравје на луѓето и на оние кои што се околу нив, затоа што ете и пасивните пушачи знаат навистина многу да страдаат. Доктор Шушак, јас се надевам дека опфативме поголем дел од сите оние заболувања и проблеми кои што може да се јават. Има навистина многу за што да се разговара кога станува збор за оралното здравје и за стоматологијата. Како еден заклучен совет, што е оно што би го понудиле на гледачите кои што заклучен совет во секој случај ќе биде посетувајте ги вашите лични, да не кажам матични стоматолози, да не ни се наљутат колегите од приватниот сектор, редовно, барем на секој 6 месеци. Колку имате вие лични пациенти? Има ли многу кои што често ги гледат? Има ли редовни пациенти во стоматологијата? Има, ама се многу малку. Да, таа слика треба да се промени, за да освен тоа што ќе бидат ваши пациенти, со редовните посети ќе станат и ваши пријатели, па ќе може многу полесно да се грижите за оралното здравје. Доктор Шушак, навистина ви благодарам и ви посакувам многу успешна работа, што повеќе само превенција отколку делување и работа на вештачки заби импланти и на онаа естетска хирургија која што се надевам дека и вам ви е задоволство кога пациентите кои што доаѓаат ги имаат своите природни и пред се здрави негувани заби.
Ви благодарам и вас на издвоеното време. Се гледаме во некоја следна прилика со некоја друга тема. Во меѓувреме секако останува да внимаваме на нашето орално здравје, редовната секојдневна хигиена, по неколку пати во текот на денот, секако правилно, на правилен начин со соодветни средства, секако негувајте ги, чувајте ги вашите заби за да ги имате што подолго и што повеќе. Тука некаде доаѓаме пополека кон крајот на денешното издание на Македонија денес. Денес е 14 јуни, денот кој што многу љубители на фудбалот одамна го очекуваат. Започнува светското првенство во фудбал, па тука некаде секако и спортските вести кои што веројатно како за главна вест го имаат токму овој денешен настал. Машката ракометна репрезентација на Македонија обезбеди пласма на Мундијалот во Германија и Данска 2019 и го задржи континуитетот во настапите на светските првенства. Во вториот меч од баражот Македонија загуби од Романија 26-25, но пројде поради убедливата победа на првиот дуел во Скопје. Колегата Владко Арсов ни ги пренесува деталите од Клуш. Пекол велам не од трибините или од навивачите, туку од времето. Беше неподносливо топло, а организаторите не преземаа нешто позначајно за да се справат со тоа. Паракоментарите имаат тешка задача на теренот во задушната сала во Клуш, меѓутоа надпреварот се одбиваше по нашите желби, водевме од почетокот, имавме некои 2-3 гола предност до 15-тата минута. Романија потоа притисна, играше без голман, ризикуваше селекторот Чави Паскуал и тоа му се исплати, па го презедоа водството, најмногу со 3 разлика, а на паузата замина со само 1 позитиват, 12-11. Во вториот дел романците се обидуваат да се одлепат, Македонија се враќаше на нерешено, промашивме многу зитери, имавме проблеми со реализацијата и воопшто со одбраната на Романија. Алармот се вклучи некаде во 53-та минута кога победува со 24-20, меѓутоа искуството на Македонија ги доведе играчите до сигурен финиш и без проблеми го доведоа мечот до крај. Дејан Манасков најефикасен со 7 гола, Лазаров постигна 6, а Григораш кај романците имаше 9. Одличен беше Попеску, голманот на Романија со 13 интервенции. Ждрепката на 25 јуни, тогаш Македонија ќе дознае со кои противници ќе игра на Мундијалот во Германија и во Данска во јануари. Одбојкарската репрезентација на Македонија е пред завршниот чин во Европската лига. В петок и в сабота на Кале македонските одбојкари ќе го играат Final Four турнирот во кој ќе се обидат конечно да стигнат до првото место. Хрватска ќе биде противник на Македонија во четвртиот обид да триумфира во новонаречената Сребрена лига. И покрај тоа што не импресионираа со настапите во групната фаза, одбојкарите ветуваат дека ќе сторат се за конечно да се радуваат на трофеот. Репрезентација Хрватска е изузетно јака екипа и можда Хрватска е силна селекција и веројатно најкомплетна на овој турнир. Има голем број на играчи, поголемиот дел се искусни, настапуваат надвор од државата и во овој момент покажаат дека се исклучително непријатна екипа. Се обидуваме да го намалиме бројот на грешките, оваа наша екипа во овој момент не може да даде колку што треба и може. Но од прв ден рековме дека сите тие проблеми ќе ги надоместиме со повеќе срце. Сите сме фокусирани на овие 2 дена кои се најважни за конечно да се оствари сонот. Петок имаме полуфинале со репрезентацијата на Хрватска, репрезентација која што ја посакувавме, јас искрено ја посакував, помеѓу неја Белорусија посакував репрезентацијата на Хрватска. Екипата е добра, имаме мали здравствени проблеми кои што се надевам дека до утакмицата во петок ќе се исчистат и сите ќе бидеме во максимална форма, сите дадоа максимум од себе и сите ние заслужуваме златен медал и мислам дека тоа ќе го оствариме во сабота вечер во Скопје овде. САД, Канада и Мексико ќе бидат домаќини на светското фудбалско првенство во 2026 година. Земјите членки на ФИФА гласаа за идниот домаќин на Мундијалот и одлучија тоа да биде заедничката кандидатура наречена Обединети. САД, Канада и Мексико добија 134 гласови од вкупно 200. Вториот кандидат Мароко доби 65 гласови, додека само Того не гласал за никого. Мундијалот во 2022 година ќе се одржи во Катар. Следниот ќе биде прв на кој ќе учествуваат 48 земји и воедно првиот светски фудбалски турнир на кој домакините ќе бидат 3 земји. Мексиканците по трет пат добиваат организација на светско првенство во фудбал по 1970-та и 1986 година. Американците по втор пат по 1994-та, а канаѓаните за прв пат.
Рожер Федерер имаше успешно враќање на терените. Швајцарецот го победи Миша Зверев со 2:1 во сетови во второто коло на Мерцедес купот. Тој е прескок на сезоната на земја за да биде максимално подготвен за вториот дел од сезоната. Германецот го доби првиот сет со 3:6, но вториот Федерер го реши во своја корист 6:4. Разликата во квалитет ја демонстрираше во последниот сет кој го доби со 6:2. Следен противник ќе му биде победникот од мечот меѓу Гидо Пела и Пранџеш Гунесваран. Еве сме тука на крајот од емисијата. Денеска е 14 јуни. Од денес до 15 јули светот ќе го врти фудбалот и секако таа бубамара која што секако ќе не застане сите пред ТВ екраните и во која што секако ќе уживаме и ќе навиваме за својот омилен тим, својата омилена репрезентација. Се надевам дека добро сте подготвени за стартот на светското првенство. Тука е Македонија денес, редовно да ја следите секако и во наредните денови. Јас ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое што го следевте денешното издание. Доколку сакате повеќе, тоа може да го сторите и на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram. Таму сме во текот на целиот ден достапни за сите наши редовни гледачи и обожаватели на Македонија денес со кирилична подршка. Македонија денес, секако во самиот крај на денешното издание ве поздравувам повторно со уште една убава македонска музичка номера и ве посакувам пријатен, убав, позитивен и расположен ден. Научив се со тебе, наоѓав зрак по дожд и фрлав сон по сон, претворав страст во бол, во љубовта никој не е свој. Ке се вратам некој ден со насмевка лажна и душа толку тажна. Ти ми беше ужден, навика стара срце што ја бара. Ке се вратам некој ден и случајно ке те сретнам, ке се сетам пак на пекол и рај, надеж без крај, дека ти ме сакаш. Да губам, продадов се од нас и фрлав стих по стих, претворав глас во крик, во љубовта нема главен лик. Ке се вратам некој ден со насмевка лажна и душа толку тажна. Стара срце што ја бара, ке се вратам некој ден и случајно ке те сретнам, ке се сетам пак на пекол и рај, надеж без крај, дека ти ме сакаш. Некој ден со насмевка лажна и душа толку тажна. Ти ми беше лужден, навика стара срце што ја бара.